Дневник во 20 часот на К1 телевизија. Добро вечер. По кратките најави започнуваме веднаш. Останете со нас. Истра е првото родено бебе во Велешката болница. Повеќе пари за матичните стоматолози, поголема плата за специјалистите. Утре се очекува Македонија да се разбуди под снежна покривка. На вториот ден од новата година се роди првото женско бебе во Велес. Тоа е втора рожба на семејството Кадриови кои живеат во Горно Јаболчиште. Градоначалникот Славчо Чадиев, како и секоја година, ги посети мајката и новороденчето во Велешката болница. На вториот ден од новата година се слушна и првиот детски плач во Велешкото родилиште. Фатима Кадриова на свет донесе здраво женско дете. Тоа е втора рожба на семејството Кадриови кои живеат во Горно Јаболчиште. Втора. Не слушнаме? Второ. Втора, првото е? Женски. Како се вика тоа? Амелија. На колку годинки? 1,5 има. Да. Браво. Бебето е од женски пол, тешко е 3 кг 150 грама и е оценето со висок Апгар скор. Продувањето беше нормално, се работи за второродка, значи второ дете и раѓањето беше нормално без никаков проблем. И второто бебе кое се роди во Велешката болница е женско. Тоа пак е трето бебе во семејството. Велат ако првен се родат женски деца, годината ќе биде берикетна. Градоначалникот Славчо Чадиев, како и секоја година, ги посети мајката и новороденчето во болницата и посака многу семејства оваа година да ја доживеат среќата на Кадриови. Традиционално, како и секоја година, да ја честитаме на господјата што ќе роди првото бебе, да честитаме на персоналот и за новата година, истовремено на што е со одлука на Совет традиционално додолуваме средства, заедно со зборугата личен пакет за новороденчето. Едноставно добро е кога се раѓаат деца. Изминатата година во Велешката општа болница се родиле вкупно 815 бебиња, нешто повеќе од претходната. Овој податок говори дека бројот на новороденчиња од година на година се зголемува. Инаку Зорица Трпкова го роди првото бебе во Кавадарци во 35-та минута по полноќ, на свет таа донесе машко дете. Од 35 на 40 денари стартува зголемувањето за 5 денари на капитацискиот бод на стоматолозите. Со оваа мерка опфатени се околу 1146 тимови на стоматолози кои работат во 963 ординации. Од 35 на 40 денари стартува зголемувањето за 5 денари на капитацискиот бод на стоматолозите. Со оваа мерка за зголемување на капитацискиот бод од 14% се опфатени околу 1146 тимови на стоматолози кои работат во 963 ординации. Фондот за здравствено осигурување ги обезбедува средствата, а фискалната импликација во делот на зголемување на капитацијата за стоматолози ќе биде 75,3 милиони денари годишно. Фондот ќе исплаќа 599,3 милиони денари годишно за матичните стоматолози. Инаку капитацискиот бод на матичните стоматолози не е зголемен повеќе од 7 години. Покрај зголемување на капитацискиот бод на стоматолозите, за 20% ќе се зголемат и платите на специјалистите од стоматолошките клинички центри. Од 1 јули годинава за 5 денари ќе се зголеми капитацискиот бод на матичните лекари, односно од 50 на 55 денари. 1085 приватни здравствени установи со вкупно 1527 тимови ќе бидат опфатени со ова зголемување. Велешката болница добива нова медицинска опрема, донација од Министерството за здравство за поквалитетна здравствена услуга. Од неодамна сите лекари, медицински сестри и останати вработени добија и нови униформи соодветни на нивната работна позиција. Како што беше најавено изминатата година, Општата болница во Велес добива нова медицинска опрема. Истата е донација од Министерството за здравство со цел да се подобрат здравствените услуги на болницата. Веќе во употреба е биохемиски анализатор, а се поставува и нов мамограф, со кој во целост ќе се спроведува националната скрининг програма за рано откривање на рак на дојка. Минатата недела го добивме биохемискиот анализатор,
што е донација од Министерството за здравство во висина од преку 50.000 евра и кој што ќе прави 500 анализи на час. Моментално се монтира дигиталниот мамограф, кој што исто така е донација од Министерството за здравство. До сега се работеа околу 2000 мамографии годишно во Велес, а можноста на нов дигитален апарат ќе биде околу 10.000 мамографии годишно. Од неодамна сите лекари, медицински сестри и останати вработени добија и нови униформи соодветни на нивната работна позиција. За ефикасна работа, веќе следната недела во болницата се очекува дополнително да пристигнат уште неколку медицински апарати. Во текот на идната недела очекуваме да пристигнат и новите апарати, тоа се анестезиолошки апарат, уролошки столб и нов гастроскоп. За исто така се тие апарати добиени од донација од Министерството за здравство. Така да не чека една убава година за работа, ќе имаме нова апаратура и се во интерес на здравјето на нашите граѓани. Околу 1 милион евра се вложени во последните 10 години за медицинска опрема во болницата. Во меѓувреме се реконструираат речиси сите оделенија, а веќе во мај ќе започнат активностите за обнова и на инфективното оделение. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство годинава планира да обезбеди дополнителна поддршка во свињарството. Дополнителните субвенции се предлагаат за да се зачува секторот. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство годинава поради зголемениот увоз од Србија и нарушувањето на пазарот преку програмата за директни плаќања планира да обезбеди дополнителна поддршка во свињарството. Дополнителните субвенции се предлагаат за да се зачува секторот, истакна ресорниот министер Михаил Цветков. Во периодот од октомври до мај, кога има пад на попаровачката на свинско месо, ќе се обезбеди дополнителни субвенции. Ако грлото е тешко над 120 килограми, одгледувачот ќе добие плюс 1000 денари. Поддршката ќе се дава и за чувањето на месо во ладилници, односно за тоа државата ќе ги плаќа трошоците. За нарушувањето на пазарот пак, ресорниот министер имал средба со амбасадорката на Србија, а ова прашање планира да го посочи на престојниот ЦЕФТА состанок. Многу млади луѓе своите најубави години од животот ги поминале во Унија на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Денеска Унијата на млади сили се сите оние кои што се обидуваат да ја заштитат Македонија од злото кој што се обидува да им го нанесе опозицијата. Многу повеќе во вечерашната емисија Отворено за, каде гостин е Владимир Неловски, председател на Унија на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Секоја Унија на млади сили, секој председател, раководство на УМС своевремено си воделе, да речам, на еден начин своји битки. Во 90-тите години Унијата на млади сили биле луѓето кои што се бореле за Македонија да добие својата самостојност. Во 2000-та година, кога во Македонија имала една лоша состојба, можам да кажам за сите млади, УМС биле оние кои што застанале во првите редови за да ја одбранат нашата земја. Потоа, значи, денеска Унија на млади сили се сите оние кои што на некој начин се обидуваат да ги заштитат Македонија од злото кое што се обидува да го нанесе опозицијата и нивниот лидер Зоран Заев, но можеби тоа се дел од причините токму позади оваа политичка изрека дека една шума са секоја шума са, бидејќи многу млади луѓе своите најубави години од животот ги имаат поминато во УМС и пред се поради фактот што УМС, иако сме огромна организација, темелот на УМС е пријателството помеѓу сите членови и симпатизери на Унијата. Токму затоа многу луѓе кои што порано биле дел од Унијата, сега се навраќаат кон УМС со една носталгија, можам да кажам, и секој успех на УМС го рачунаат за свој успех. Утре се очекува Македонија да се разбуди под снежна покривка. Снег ќе врни на повисоките, но и на пониските места. Задоволството на сите оние кои со нетрпение го очекуваа снегот ќе биде кратко, бидејќи според метеоролозите, снегот веќе до вечерните часови во повеќе места се очекува да премине во дожд.
Македонија на третиот ден од годината ќе биде под снежно влијание. Утрешниот ден се очекува да го донесе првиот снег како на планините, така и во градовите. Според најавите на синоптичарите, врнежите ќе бидат поинтензивни во западниот дел од земјава, особено на повисоките места, каде се очекува да наврнат од 20 до 25 сантиметри снег. Задоволството на сите оние кои со нетрпение го очекуваа снегот ќе биде кратко, бидејќи според метеоролозите, снегот веќе до вечерните часови во повеќе места се очекува да премине во дожд. Нови врнежи од снег повторно се очекуваат ноќта меѓу понеделник и вторник, па најверојатно за време на божикните празници во Македонија ќе преовладува вистинска зимска идила. Разликите во дневните и ноќните температури сепак најмногу ги чувствуваат хронично болните лица и оние со кардиоваскуларни заболувања. Лекарите препорачуваат топла зимска облека и строго придржување кон пропишаните терапии на болните лица. По децентрализацијата во 2005 година пожарникарот Трајче Шишков е првиот кој заминува во пензија од територијалната противпожарна единица Велес. Тој на своите колеги им посака многу успех во работата и што помалку да дејствуваат. Трајче Шишков е првиот пожарникар кој по децентрализацијата во 2005 година, од кога противпожарната единица е под надлежност на локалната самоуправа, заминува во пензија. Шишков за себе вели, кога би имал можност, повторно би го избрал пожарникарството, бидејќи за него ова е многу хумана професија. Овдека сум од 82 година, од октомбар месец, пожарникар, професионалец, шофер. Работам имало тешки моменти, имало добри моменти, меѓутоа сме успевале да ги совладаме сите работи. Оваа професија тешка и одговорна, меѓутоа многу убава и хумана. Така да, кога би ја одбирал поново, па би ја одбрал оваа работа, бидејќи оваа работа е премногу хумана работа и стално се наоѓаш во помош на граѓаните. Пожарникарите со пригодна свеченост го испратија својот колега, со кого низ годините заедно им служаа на граѓаните и се грижеа за нивната безбедност. Му посакаа добро здравје и мирни пензионерски денови. 15 години од кога е сето тоа, значи првиот пожарникар што оди у пензија, верувам дека сите ќе дочекаме тоа и колку што го изработил работниот век во противпожарната единица, толку и пензијата да троши, пожарникарската пензија, и верувам дека сите здрави и прави од тука ќе испаднеме, ради тоа што ние се грижиме за безбедноста на граѓаните, ние сме сервис за граѓаните и верувам младата генерација што ќе дојде да ги замени овие пензионери што ќе отидат у пензија, дека ќе оставува трак за сето ова што ќе го направиме во нашата единица. И градоначалникот Чадиев го поздрави и му заблагодари на Шишков за својот придонес во општината. Очекува овие прослави да прераснат во традиција за сите пожарникари кои во иднина ќе заминат во пензија. Сакаме да го составиме на традиција која што традиција ќе оди и понатаму, да е едно што задоволство и испраќаме сите во пензија. Секако со заслужен изминат стаж, бидејќи оваа професија е посебна професија. Ова е благородна професија која има многу своји и опасности во текот на работењето. Според најавите од локалната самоуправа, противпожарната единица и оваа година ќе биде обновувана. Пожарникарите веќе минатата година добија ново противпожарно возило, како и чамци за спасување, се со цел брзо и ефикасно да одговорат на потребите на граѓаните. 30-дневен притвор добија српските државјани кои на новогодишната ноќ претепаа до смрт 26-годишен охригенец. Отварањето на нови работни места е приоритет за владата на Република Македонија. Вести од Македонија. 29-годишниот БУ од Краљево заработи кривична пријава поради постоење основи за сомнение за сторено кривично дело убиство. Истовремено секторот за внатрешни работи Охрид поднесе кривични пријави против 26-годишниот МП и 25-годишниот ГП исто така од Краљево за сторено кривично дело помагање. На тројцата пријавени им е одредена мерка притвор во трајање од 30 дена. Со цел целосно расчистување на случајот, СВР Охрид и по наредба од судија во претходна постапка извршен е претрез во
во 7 соби во објектот Табана, каде биле сместени сега приведените, со цел пронаоѓање на сторителите на кривичното дело. Во нивната соба пронајдени и обезбедени се траги од крв и на дел од облеката на првопријавениот. СВР Охрид ги превзеде сите неопходни оперативни мерки и истражни действија, направи увид на местото на настанот. По наредба на јавен обвинител, вчера беше извршена обдукција врз телото на сега починатиот. Отварањето на нови работни места е приоритет за владата на Република Македонија, но покрај тоа, на врвот од приоритетите се и младите луѓе за кои во 2016 се планираат голем број проекти. Според премиерот Никола Груевски, проектот кој неодамна го објавија, Купи куќа за млад, очекуваат оваа година да почне да се реализира. Тоа е проект кој на илјадници млади луѓе до 35 години во наредните години ќе им помогне да се обезбедат куќа под исклучително поволни услови со поддршка на државата, посочи премиерот на Република Македонија Никола Груевски. Четворица борци и двајца војници загинаа во напад врз воена база во Индија. Одложено воведувањето на нови финансиски санкции спрема Иран од страна на Белата куќа. Следуваат вестите од светот. Четворица борци и двајца војници загинаа во напад врз индиската воено-воздушна база во близина на границата со Пакистан, соопшти индиската армија. Напаѓачите со украден полициски автомобил влегле во базата Патханкот во индиската сојузна држава Пенџаб и фрлеле гранати. Во нападот повредени се 5 индиски војници. Се претпоставува дека за нападот одговорна е групата Џаиш Мохамед, формирана во Пакистан. Напаѓачите се обиделе да стигнат до техничкиот реон на базата за да ги уништат авионите и хеликоптерите, но не успеале. Се уште не е познато колку напаѓачи влегле во базата Патханкот, која се наоѓа на главниот пат што ги поврзува индиските држави Џаму и Кашмир, каде действуваат сепаратистички групи. Одложено воведувањето на нови финансиски санкции спрема Иран од страна на Белата куќа, јавија американски медиуми, повикувајќи се на анонимни извори. Wall Street Journal наведе дека администрацијата подготвува нови санкции против компании и индустрии за кои се сомнува дека се вмешани во иранската програма за балистички ракети. Тие нови мерки може да опфатат десетици компании и поединци од Иран, Хонконг и ОАЕ. Иранскиот претседател Хасан Рахани нареди Министерството за одбрана дополнително да развие иранска ракетна програма за да се одговори на американските закани за нови санкции поради тест со балистичка ракета извршен во октомври. Ракометната репрезентација на Македонија денеска треба да ги продолжи подготовките за предстојното Европско првенство во Полска, кое почнува на 15 јануари. Синоќа во НБА лигата Чикаго славеше против Њујорк, Мајами го декласираше Далас, а дербито на дното го доби Лејкерс против Филаделфија. Вести од спортот. Ракометната репрезентација на Македонија треба да ги продолжи подготовките за престојното Европско првенство во Полска, кое почнува на 15 јануари. За репрезентативците сега ќе треба да следува и делот од подготовките каде покрај тренинзи ќе бидат одиграни 4 надпревари. Во Скопје, Македонија ќе одржи уште 2 тренинга, а потоа следуваат контролни надпревари со Словенија на гости. Во понеделник на 4 јануари Македонија во Кршко ќе игра против Словенија, а следниот ден двете селекции ќе одиграат нов надпревар во Целје. По враќањето од Словенија на 6 јануари, играчите ќе имаат уште 2 слободни дена, а новиот собир ќе биде на 8 јануари и потоа ќе следуваат и последните 2 контролни дуела со Црна Гора во Скопје на 10 и 11 јануари. Синоќа во НБА лигата на програмата беа само 5 надпревари. Чикаго славеше против Њујорк, Мајами го декласираше Далас, а дербито на дното го доби Лејкерс против Филаделфија. Хасан Вајтсайд постигна 25 поени и 19 скока во победата на Мајами од 106:82. Двејн Вејд поради проблеми со настинка постигна 10 поени и подели 7 асистенции. Чикаго нанижа 3 победи поред, откако славеше за 108:81 против Њујорк. Џими Батлер со 23 постигнати
пати поени го предводеше својот тим до триумфот. Кај гостите во Њу Јорк, Кармело Ентони постигна 20 поени, додека Хозе Калдерон реализираше 18 поени. Лос Анџелес Лейкерс го немаа Коби Брајант на паркетот против Филаделфија. Во дербито на најслабите тимови во лигата славеа Лейкерс со 93-84. Легендата на Ливерпул, Стивен Джерард, најави за минување во пензија. Тој минатата година го напушти Ливерпул и потпиша за МЛС, екипата на Лос Анџелес Галакси, но се врати во клубот за да ги одработи подготовките со Јерген Клоп. Во разговор за Daily Telegraph најави крај на успешната кариера и почеток на тренерската. Тој изјави дека не е 100% сигурен, но најверојатно ова ќе биде неговата последна година во улога на играч. Немал никаква понуда, а раководството на Ливерпул е спремно да го пречека назад. Тој во својата изјава потенцира дека припаѓа на Ливерпул. Времето утре облачно со врнежи од снег. Температурата ќе се движи од -3 до 2 степена. Еве ги деталите. Ова беше последната информација од Дневникот. Имајте пријатна вечер. Пријатно.